Жена ми е барем убава, а ти си ружна. Ова обраќање на премиерот Димитар Ковачевски е скандалозно и надвор од памет, реагира активистката за женски права Ирина Ристик. Во изјава за Алфа вели дека одвај чека да види со што ќе излезат институциите и како ќе реагираат за однесувањето на премиерот. Мислам дека зборовите со кои се обратил премиерот се недозволиви. Не сме никој да си дозволи такво нешто. Тоа е надвор од паметот, а особено што е кажано во законодавниот дом. Тоа е луксус што си го дозволил премиерот, на тој начин да собрати на една жена. Скандалозно. Одвај чекам да видам како ќе реагираат институциите. Додека социјалните мрежи вријат со критики послед навредливите зборови на премиерот, невладините организации кои се борат за човековите права за сега молчат. Алфа стапи во контакт со претседателката на Хелсиншки комитет Уранија Пировска, која во кусеот телефонски разговор изјави дека не била во земјава и немала интернет конекција, па не видела што се случило. Побаравме став и од нејзиниот тим одговорен за односи со јавност, од каде најавија дека подготвуваат став кој ќе го изнесат во јавноста. Од родова платформа за еднаквост, која е чадор на 28 невладини организации кои се борат за човекови права, исто така молчат за овој случај. Алфа собрати до нив со прашања, но утаму немаме никаков став. Случувањата ги следи лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој предупредува дека најмалку што може да направи Ковачевски е да се извини. Харвардовецот го покажа вчера на отворена сцена сиот свој простотилок. Но простотилокот, предпоставувам, го стекнал во животот. И јас нема да го коментирам тој простотилок, згрозен сум и шокиран од шовинизмот кој што го покажа на отворена сцена. Извинување побари пратеничката Бети Стаменковска, која среда собраниската сала ги слушна навредливите зборови од Ковачевски. Да бевте господин, ќе се извиневте за навредата што ја упативте кон мене. Да бевте господин, ќе се извиневте. Вие многу убаво знаете што кажавте. Мене не ми личи овде да го прераскажувам вашиот погрд збор што го упативте кон мене. По скандалозните изјави, Ковачевски синоќа се обиде да го релативизира скандалот со дополнување дека тој зборувал само за неговата супруга, за која кажал дека била убава и успешна жена. Она што ја вреѓа мојата жена, почитуваната пратеничка, по наредба на председателот Мицковски, јас ќе ви кажам што кажав од место. Јас кажав од место дека мојата сопруга е убава жена, која што е многу паметна. Сексистичките изјави на политичарите и јавните личности станува секојдневие во Македонија. Јавната осуда на ваквите испади е најмалку што може да направат сите засегнати страни.